Почитувани гости, драги домаќини, почитувана авторка Димитринка Анастасова Котуровиќ, почитувани паланчани, дами и господа. Добра вечер и добре дојдовте на промоцијата на долго очекуваната книга Крива паланка во моето детство. Хубава си, моја горо, миришеш на младост. Хубава си, моја горо, миришеш на младост, но вселяваш в срцата ни само скръп и жалост, но вселяваш в срцата ни само скръп
којто веднаш те погледне, тој вечно жале. Којто веднаш те погледне, тој вечно жале. Че не може по твоите сенки да истре. Че не може по твоите сенки да истре. Ако мото стане нужда, вежда те остави. Ако мото стане нужда, вежда те остави. Тој не може дорде е жив да те заборави. Тој не може дорде е жив да те заборави. Јас сум Димитринка Митка Анастасова, со надимок Аџика. Родена сум на Сретение Господње, 15 февруари 1945 година. Военица, Белослатинско, Народна република Бугарија, кај родителите на мајка ми Васила. Пред затворање на границата за Бугарија, при крајот на 1945 година, донесена сум во мојот дом. Во старата куќа во Немулија, покрај градските гробишта, во црквена мала. Татко ми Љупчо Аџија е роден 1922 година во Крива Паланка, како шесто дете од мајка Олга Коцева-Тоткова и татко Димитар Мите Аџија Анастасов Цветанов. По занимање беше тенекеџија. На 12 годишна возраст останува сирак и за него останува да се грижи чичко ми Коце, постариот брат кој го изучил и на занает. Другиот чичко Борец, првенец на Олга и Мите, за српско време со братучетот Алекс Сифонев претепале некој српски официр, жандар на некоја забава или матине, кој правел проблем на некоја нивна девојка. Вечерта им било дојавено подитно до утрото да ја напуштат Паланка и да бегаат во Бугарија што подалеку, извесно време да не се јавуваат каде се, за да не ги пронајдат и убијат. Така и направиле. Се населиле во Еница, Белослатинско до Червен брег, на 60 километри под Дунав во северна Бугарија. Долго време не се јавувале. Набар го дошла војната во 1940-та. Татко ми веќе пораснал, завршил занает, почнал да работи и се осамостоил. Одел на гости во Бугарија кај брат му Борис и таму ја запознал мајка ми Васила, прва комшивка на чичко ми и стрина ми. Таа е керка на Куна и Парашкев Атанасови. Завршила средно домакинско училиште во град Плевен. Ја довел бегалка и се венчале на 23 април 1944 година во црквата Свети Димитрија во Крива Паланка. Девери ме братучетот Драган Коцев, а кумови Коце и Славка Велинови, старо кумство. Дедо Парашкев и баба Куна имаа 3 деца – Иван, Васила и Ѓорѓи. Живеа во Еница до Червен брег.
Вујко ми Иван беше неженет. Работеше и ги чуваше родителите. Вујчо Ѓорѓи Ѓоше беше оженет со вујна Сашка. Работеа нешто во военото. Чичко Борис Аџија се оженил со стринка Тотка, единица на мајка Цвета. Татко и бил умрен, но биле имотни. Добил син Паис 1927 и керка Олга 1935. Бате Паис се оженил со Бонка, која била учителка, и имале една керка Тотка. Видувањето на мама со најмилите, откако се затворила границата во ноември месец 1945 година, била на првата меѓународна средба, свиждање, на 6 јули 1956 година. Тогаш за прв пат се нашла во прекратките на мајка и куна и брати Ѓоше. Тогаш тие за прв пат не видоа и нас децата, мене, брат ми Ване и сестра ми Оле. Добивме многу подароци, а баба ни само не гушкаше и плачеше. Дедо Парашкев и Вујко Иван не ги пуштиле. Дојден беше и бате Паис, снаа Бонка и малата Тотка. Чичко ми Борис бил во затвор, а керка му Оле не ја пуштиле. Мајката е суштество кое е најблиску до Бога. Пишува нашата вечерашна авторка Димитринка на страниците на својата книга. Во името на мајка и Васила, дедо и Парашкев, баба и куна и војковците Ѓорѓи и Иван, на почетокот не помилуваа звуците на песната "Убава си моја гора", испеана од златните гласови на Седевка Тодорова и Евдокија Лишковска од родното село на мајка и Еница. А во името на нивните предци од село Еница, од името на Чичко и Борис, на Алекси Фонев и целата предвојна паланечка и македонска слободарска емиграција, од Кнежа, Червенбрег, Бела Слатина, Орјахово и други места во Бугарија, ја поканувам на сцената господја Цветелина Петрова, кметица на село Еница, општина Кнежа, која ќе упати поздравни зборови на нашата вечерашна промоција. Повелете. До госпожа Димитринка Митка Котуровик. Уважаема госпожо Котуровик, за мен е истинско удоволствие да ви поздравя по повод представянето на вашата книга "Крива паланка в моето детство". С непосредствена емоция и богат спомен за миналото, вие разкривате красотата на родния град, живота на хората и духа на едно време, което продължава да живее чрез вашите думи. Книгата ви е ценен дар за всички, които пазят обичта към своите корени и родова памет. Жителите на село Еница се гордеят, че част от вашият род е свързан с нашето село. Това прави вашия творчески път още по-близък и скъп за местната общност. Пожелавам ви здраве, удовлетворение и още много вдъхновяващи срещи с читателите. Нека вашата книга бъде пазител на спомените и мост между поколенията. С уважение, Цветелина Петрова, кмет на село Еница. И благодариме на господја Петрова за убавите зборови. Во животот најмногу се сака мајката и таа го зазема првото место. На второто место доаѓаат бабите, а третото место им припаѓа на тетките. Тие се резервата на пиедесталот на кој стојат мајката и бабите, вели Митка на страниците на книгата. Од нивните ликови и дела, 80% се копира животот на девојчињата. Тие се пример какви треба да бидат како девојки, мајки, сестри, сопруги, домаќинки, баби, тетки, комшивки, пријателки, другарки. Нека повели Изабела Новотни, правнука на славниот Коце Тамбурков, и Ленка Апостолова од Мишолска Мала да ни прочита за тоа. Јас имав две тетки.
постари сестри на татко ми. Постарата Љубица и помалата Ефимија. Фимка крстена по баба си. Многу ги сакав, ги обожував и почитував. Тие немаа женски деца родено, ама мене и сестра ми Олен има како зародени керки. Ги знам тајните на тетките искажани само на моите уши, а тие ги знае и моите тајни за кои ни на родената мајка не сум кажала. Тетките ми кажуваа колку е убава мојата младост, затоа што нивната била сосема поинаква. Ме советуваа, ме поучуваа, а Бога ми и доста пати ме критикуваа, велејки дека тоа е за моje добро. Кога одев на некоја свеченост, средба или веселба, задолжително свраќав кај нив да видат како изгледам и да поправат нешто на мојот имидж, како што вели сегашната младина. Да ми стават некој брош, некој шалче, шамивче, а и да ми дадат по некоја паричка. И двете биле омажени во богати фамилии. Едната во трговска, а другата во поповска куќа за добри домаќини. И двете беа многу педантни и вредни домаќинки. Ме учеа да сукам зелник, јајченик, тетка Љуба, и сарамасакли, тетка Фимка. Со тетка Љуба одев на лозија да береме лисија од лоза за сарма. Во село Конопница имаа голем имот. Во есен со денови беревме јаболки. Беше љубител на цвеќе. Во малиот двор се мешаа многу бои и мириси од цвекињата. Со неа правевме сладко од зелени долгнавести потлиџанчиња и од тиква. Со модли вадевме сврдлести и топчести парчиња за варење сладко. Тетка Фимка, поповска снага, лична, тиха, прекрасна жена. Најубаво сладко од дворска домашна кајсија за слава служеше. Најубава баклава јадевме кај неа. Најмногу крадевме од нивната бавча со другарите. По цел ден помагав да коле и чисти кокошки за продажба. Со неа плевевме бавчата, берев боранија, пипер, патлиџан. Имаа тони јаболка. Преку зима ги пробиравме скапаните по гајбите, ги посредувавме, а таа тихо ми раскажуваше и ми одговараше на моите илјадници прашања. Многу ми годеа пофалбите од луѓето, кога велеа дека сум убава и вредна како моите тетки од аџиски сој. Не помалку важни во животот на децата се и бабите. Сите ние носиме силни емоции за нашите баби и дедовци и ако имаме среќа да живееме блиску до нив, ние преземаме дел од светлината и добрината со кои тие не обсипуваат и ги пренесуваме на следните генерации, на оние по нас. А за прекрасните баби на Димитринка ќе ни прочита Емилија Лазаревска, ќерка на Невенка и Станимир Златковски од Шукарска Мала Поток. Најмногу жалев во детството што не сум израснала во куќата со баба и дедо. Сум копнеела за таа старечка љубов искажана кон внуците. Родителите на тате биле одамна починати. Тој на 12 години останал сирак, без мајка и татко. Родителите на мама, баба Куна и дедо Парашкев беа преку затворената граница во Народна република Бугарија. Секогаш им завидував на моите другарки кои имаа баби и дедовци. Имав 3 многу добри баби во фамилијата, кои си ги сакав како да се мои родени баби. Тоа се сестрите на баба ми, Олга, баба Катаринка Поп Ѓорѓина, баба Љуба Јаначкова и баба Вујна Мара Коцева. Тие трите ни најмалку не ме оделуваа од своите внуци. Баба Катаринка, бидејќи беше попадија, секогаш ме честеше со најубави баници, кои ги вадеше од сандукот во шпајзот каде се чуваше храната. Дедо Поп Ѓорѓи ги носеше дома од разни слави или парастоси. Баба Љуба пак честеше со единствените сладки репи кои ги садеше во бавчата во Нумулија, кои така сладко рпкаа кога се јадеа. Баба Мара ни даваше најсладки круши и ни кинеше од најубавото грозје од лозницата, која го покриваше целиот нивен двор. Баба Љуба Аликочова најубаво кажуваше бајки за принцови, за јунаштвата на крали Марко и други.
Баба Катаринка ни ги објаснуваше родот, кои ни се роднини, од чија страна кои фамилии, кој е кумство, кој е кумашинство. Баба Мара, вујна на татко ми, најмногу се жалеше на постарите генерацијата на нашите родители, кои биле деца, велеше, сега на кривопаланечки, досадија ми више нините пакоси, закачки и мангупилци. Бабите од дедо Митевата фамилија сигурно биле многу постари и изумрели и не ги паметам. Ја паметам баба Васа, дедо Борис и Олга и баба Добра Арсова. Од бабите во црквена маала ја паметам баба Звезда, која беше многу добра жена. Навечер пред да играме жмурка, обично седевме пред портите и баба Звезда ни раскажуваше најубави стари приказни како некој маѓосник, а ние со отворени очи и уста во молк зевавме и слушавме за аждаите, ѓаволите, царевите, принцовите и принцезите. Дедо Манцо пак седеше во дворот и шиејќи ги најтоплите калчини за зима од дебела чоја, се подсмемнуваше и велеше на баба Звезда да престане да не плаши, туку да ни даде нешто блашко ако има и да не пушти жмурка да играме ни со каците. Затоа и денеска многу сакам стари луѓе. Голема ми е честа да ги сретнувам, посетувам и поздравувам. Еден од убавите паланечки обичаи беше правење серенада. Моите другари, генерацијата, тоа го превзедоа од постарите генерации. Група момчиња и ергени во саботите или неделните вечери се собираа и договараа на кои девојки ќе одат да им прават серенади. Се знаеше во градот кој свири и на каков инструмент и кој многу убаво пее. Во мое време Весе Икономов и Мимчо Бабач свиреа на хармоника. Навечер одеа под прозорецот каде спие девојката и застануваа да и пеат песни. Една саботна вечер за прв пат чув музика и песна пред мојот прозорец. Многу се изненадив и израдував. Станав и дзирнав низ прозорецот. Мимчо Бабач свиреше хармоника, а Мирче Мазало го имаше прегрнено и со сиот глас ја пееше тогаш популарната песна Палома, кукурику палома. Мирче беше добар пеач. Околу него пееа и останатите момчиња. Пееа неколку песни и пак Палома, кукурику палома. Одеднаш се отвори дрвената порта и татко ми Љупчо Аџија во бели гаќи и мајца почна да се дере. Сусо туј бре, галамџи едни, ке ви дадем ја на вас кукурику, кукурику. Не може од вас уморен човек да заспие. Нашле сте бшна голема девојка серенада ке ву правите. Тие во глас се смеја. Зашто бре, чича Љупчо? Па Митка е више голема девојка, заслужува да ву правимо серенада? Мама влеза во собата и ми рече да ја запалам и изгаснам 3 пати сијалицата и да си легнам. Така им се заблагодаруваа девојчињата на момчињата кои таа вечер им искажале уважување и симпатија. Таа ноќ не можам да кажам кои се момчиња беа присутни. Можеби меѓу нив имаше и момче чие срце тогаш забрзано чукало. Кој знае, можеби. Серенадата која ни опишува Димитринка се случила во незината рана младост. Кога првите музички интерпретации ги доживуваме меланхолично, опиени од звуците, зборовите и шармот на пеачите. И да, слухот за музика препознаен од наставникот Милачко ќе следи Митка низ целиот живот, подпевнувајќи многу разни и многу познати мелодии и рефрени. На една од незините омилени мелодии вечерва ќе не потсетат нашите вечерашни гости, прекрасните кратовски тамбураши. Не силази за чордан
Зашто су ми очи плаче, због чега сам сузелио. Зашто су ми очи плаче, због čega sam suzelio. Stajao sam kraj mezara i umrlu majku zvao, nosio joj dar od srca, ali joj ga nisam dao. Nosio joj dar od srca, ali joj ga nisam dao. Klepeći na nogama, kad silazi sa žarnaka, sve pomisli moja draga, da silazi stara majka, sve pomisli moja draga, da silazi stara majka. Денеска децата имаат различни забави. Ние немавме ништо од тоа. Живеевме со она што го имавме, ама секогаш беше весело и живо. Понатаму пишува Митка. Нашите родители не беа загрижени каде сме. Градот беше безбеден, немаше возила како денеска. Не постоеше опасноста да се изгубиме. Секогаш кога некој родител ке прашаше каде е тоа и тоа дете, веднаш некој ке кажеше каде го има видено и со кого се игра. Но не беа наивни родителите, знаеја која мала со која се тепа, која бавче е оберена, чии сливи, крушки или јаболки уште зелени настрадале, каде ловевме риба, каде се играше фудбал. За овие детски случаи ќе не подсети Жаклина Цветковска, снаа во фамилијата Петрашеви во Шукарска Мала Поток. Пусти снаи. Над сегашниот мост на Немулија кон гробиштата на Тричковата, Тарзановата куќа и бавчите постоеше простор гумно, кое беше собиралиште на сите деца од нашето мало. Тука се одвиваше целокупното случување на нашиот убав детски живот. Тоа беше нашето така наречено збиралиште.
не имаше многу. Вкупно 48 деца, возраст од 1942 година па наваму. Бевме поделени во две групи, постари и помали. Постарите беа носители на главните случувања, а пак ние помалите потрчковци. Водеч на девојчињата беше Љуба Тарзан, а на машките Слободан Тарзан, фамилии Тричкови, Јакимови. За сите пакости одговорни беа групата на брат ми Ване, Пане, Аце Цурето, Владко и Стевчо Цевката. Во летните есенските денови тие беа задолжени да не обезбедуваат ужина. Крадеа сливи, круши, јаболки, кајси, краставици, патлејџани. Сите соседни бавчи беа нивни. Вадата ни беше главна сообраќајница на детските трки, движења. Преку ден трчавме по вадата и тоа десно до крајот на Грнчарска мала, а лево преку Чука низ Шукарска мала до централата и назад низ Дурачка мала до Кадиска чешма. Да се напиеме ладна вода и право дома се враќавме. Баирот и сокакот ни беа мегдан за нашите детски игри. Нашиот детски цвет. Тука ги игравме сите наши детски игри. Рипаљка, туле, чилитка, иде мачка поред тебе, лопов и жандар, магаре, школо, глув телефон, жмурка, уличен театар, домакинки, топка од дувало, газози, мало по мало, 10 каменчиња у рука, терање обруч, вртење хулахоп. Ех, младост, ех, радост. Каде сте сега, ова да го доживеете повторно. Нашите животни соборци се нашите браќа или сестри. Со нив ги делиме и на интимните и најмотивните моменти од нашето детство, па и од нашиот живот воопшто. Брат ми Иванчо, Ване Аджијата, е 2 години помало од мене. Ние сосема сме различни по карактер. Тој е тих, смирен, многу не зборува и е затворен во искажување на емоции. Како единствен брат е многу сакан од нас, сестрите. Имаше своја омилена дружина, со која постојано си играше, а најдобри другари му беа Пане Тричко, Стевчо Цевката, Аце Цурето, Пепи Чвор, Владко Пенев, Перица Бирников, Ванчо Тричко, Баге Чепиш, Звонко Тричко, Ванче Пицан и други. Пане му беше најдобар другар од мали нозе. Со него беа како сијамски близнаци. Никаде еден без друг. Каде е Ване? Тамо и Пане. И обратно. Секојдневно правеа разни бели. Најмногу се качуваа по дрвја и играа боишта како партизани и германци. Јас не паметам никогаш по рацете и нозете да не беа неповредени од гребаници и сеченици. Мојата сестра Олга, Оле Аджиката, не малата, е помлада од мене 7 години. Олга е сестра која може само да се посакува. Ние сме како близначки. Една без друга не функционираме. Беше голема помодарка. Како мала се кинџуреше со се и сешто. В ушите и денеска ми одзвонуваат тапкањата по куќата, по дворот или на сокак со обоените сандали број 36 со штикло од 10 сантиметри кои ги даваше да ги носи незината сакана комшивка Ротка Верникова. Та имаше 3 сина, Перица, Ивица и Ратмир и уште една обожавана киркичка Оле Аджиско. Сета гардероба и беше испробана по сокакот од мојата мала сестра. Ја паметам во едно розово фустанче, на платка и карнирчиња и со нозе како стапчиња во бели сандалчиња направени по мера од Чичко Борис Гаев. Беше миленичка, ама мене повеќе ме сакаше. Повеќе ме сакаше и тетка Дока на Жоре мајка, која ни ги шиеше најубавите фустанчиња. Секое дете уште од мали нозе си одбира со кого му е најдобро да си игра, чие друштво најмногу му одговара. И подоцна во детството си има најдобри другари, а и во текот на школувањето. Некои другари си заминуваат, некои доаѓаат, ама другарите од младоста се секогаш тука, пишува понатаму Димитринка. Тате како дете си имал своји другари. Тие растеле заедно цел живот, биле познати како друштвото од Нимулија.
Заедно со фамилиите се оделе на излети, прославувале слави, рожби, родендени, свадби и се тешеле во тешки моменти. Си помагале морално и материјално секогаш, без премислување, живееле како сложни браќа. Паметам дека на честите излети во нашиот манастир имаше по 10 друштва од паланчани. Заедно се дружеа, сликаа, пее, игра и се веселеа. Јас во нашето мало си се дружев со моите стари другарки, постари и помали. Најмногу се дружев со другарките од Грнчарско мало. Сите имавме помали браќа или сестри и бевме како едно семејство. Ги водевме секаде со нас и заедно си игравме. На училиште стекнав нови другарки со кои почнав да се дружам и натака. Најдобри другарки ми беа Снежана Тамбуркова, Јула Петкова, Јованка Јаначкова, Емилија Апостолова, Слободанка Петрашова, Дафинка Карамфилова, Дилбера Биба и Мелика. Се собиравме и во викендите спиевме кај некоја од нас. Јас најмногу сакав да спијам кај Јула, зашто тетка Дафинка многу ни правеше кејфови. Низината постара ќерка Борка и синот Ацо беа многу постари од Јула и не беа дома. Таа уживаше во нашето дружење, ни спремаше богати трпези и ни дозволуваше доцна да легнуваме. Ни раскажуваше во темнината многу бајки и приказни, не зафркаваше и ни одбираше момчиња. Еднаш не одведе во Лозие да копаме и вадиме кикирики. Јас до тогаш не знаев дека плодот на кикириката е во меур, кој расте под земја исто како компирот. Многу често со Јула си ја поземувавме и гардеробата. Тоа лето станав девојка, се заврши моето детство, почна периодот девојчинство и на формирање на зрела личност, способна да живее собствен живот. Замина во средно училиште во Скопје, каде што стекнав нови другари и пријатели, но овие детските, паланечките, траат и до ден денес и ќе останат со мене во вечноста. Училиштето е нашето најважно место во детските и младинските години. Сите ние поминуваме години и години низ школските училници и преживуваме многу интересни моменти во школските клупи. За училишните случаи ќе ни прочита Ирена Белешковска, снаа во фамилијата Белешкови во Грнчарска мала. Од прво до четврто одделение учителка ми беше Јелица Голубова Антиќ. Сите 4 први години ги помина во училницата од десната страна на главниот влез на нашето училиште. 8-годишното Јоаким Крчовски. Директор ни беше Јордан Ивановски. Во 5-то одделение бевме 4 паралелки. Со нас дојдоа да учат деца од околните села кои завршиле таму основни училишта и не измешаа. Мене класни раководители ми беа Ванчо Белев, кој ми предаваше германски јазик, па доктор Добри Павловски, кој после една година замина на студии за лекар во Скопје. Славка Чоклева дојде од Скопје и таа продолжи да ни предава германски, а воедно ми беше 2 години и класен раководител. Македонски јазик ни предаваше Олгица Митевска и Бојан Подоцна, српски јазик неговата сестра Надица Джекова, биологија Грозданка, географија Миле, историја Ленка, музичко Милачко, физкултура Бранко Пучо, математика Стојан, домаќинство Радица, политехничко Стаменко Макареа, хемија Славе Карапанџа. Јас секогаш седев во првите клупи со Јула, Јованка, Слободанка и Дафинка, а секогаш зад мене седеа Делбера и Мелика, циганчиња, мои најдобри другарки. Многу интересни ни беа часовите по домаќинство и политехничко образование. Наставничката Радица не учеше како треба да се одржува едно домаќинство, како да спремаме здрава храна, да одржуваме хигиена. Стаменко или Менко не учеше како да правиме ситни домашни поправки. Резбавме, лепевме, кроевме и правевме многу макети. Машките деца поминуваа многу попладневни часови во неговиот кабинет во подрумот. Многумина од младинците од него научија да возат на неговиот легендарен џип. Најпознатата беше хорската секција која ја водеше Милачко. Спремавме доста песни во кои настапувавме. Драмската секција ја водеше учителката Мада Ивановска. На нејзина умешност и ден денес може да ја позавидат и многу денешни сценаристи и режисери. Во дворот се играше одбојка, кошарка, мал фудбал, ракомет, а во малата сала позади пинг-понг. За прославата на 25 мај, денот на младоста, кој беше и роден ден на нашиот председател на државата СФРЈ, Јосип Броз Тито, се предаваа штафети. Сите ние, учениците, по предметот политехника правевме дрвена штафета.
Во очи на тој ден во центарот се подигаше бина. Народот се собираше пред бината, каде беа наредени партиските раководители, а најдобриот младинец го читаше писмото со желби до Тито од сите паланчани. Се ставаше во штафетната палка и од поздравувано со аплауз тргнуваше за Скопје. За денот на ЈНА 22 декември пак се правеше свечена академија во салата на киното. Нашиот хор и рецитаторската секција изведуваа своја програма. Во 1960 година го завршив 8 годишното школување со одличен успех. Се запиша во средно градежно училиште во Скопје за да го продолжам школувањето. Со мене отидоа Стојо, Александар, Јордан, Илија, Стамен и Трајче. Истата есен се отвори и гимназијата во мојот град. Мојата генерација продолжи тука и стана првата генерација дипломирани средношколци на гимназијата Моша Пијаде, Крива Паланка. И не само делото на тетка Митка е големо, бидејќи опфаќа една цела историска епоха, османлиската староградска култура на нашиот мал град, неговиот срамежлив европски шмек меѓу двете светски војни и најповеќе социјалистичкиот раст и развој, проткаен со многуте наследни нарави и традиции од претходните периоди. И таа самата, нашата тетка Митка, е голем човек. Таа обединува 3 народи, 3 јазика и 3 култури. Родена во Еница, царска Бугарија, израсната и воспитана како паланчанка во СР Македонија, имажена во Атеница, Чачак, во центарот на Шумадија во Србија, и тоа за офицер на војската на СФР Југославија. Таа е нишката која ги спојува сите овие навидум неспојиви нешта. И секој од нив го прави особено одважно, лирски убаво и епски храбро. Го поканувам Драган Величковски, внук на фамилиите Абаладжови и Тамбуркови, да ви пренесе делче од тоа. Веќе 60 година носим презиме Котуровиќ, као и њихово љубов и доброчинство. Хвала свима кои су ме примили у своим домовима и породицама. Имала сам предивне девере и јетерве, заове и зетове, и за кратко време свекарву Милку, која ја била пресреќна што јој се задњи син Владимир оженио и то македонком. Уживала сам свих ових година у гостопримству и љубазност и њихове деце, унучади и породици. Котуровиќима, Укојуновиќима, Грабовици, Мрсач и Ивањици, Балтичи из Ушча, Капларевиќи из Атенице, Проковиće из Ракове, Радоевиće из Чечине, Луковиće из Конарева, Ѓориće из Брезове, Јелиće из Миоковаца, Божанине из Прилике и Ѓурашевиće из Лука. Веселила сам се њиховим славама, свадбама, роđенданима, крштенима, а тугувала сам заедно са њима када су губили своја најмилија. Успомене наверу и нема им краја. Зато желим да одам пошту свим покојнима, а нарочито Синиши, Бранку, Душку и Ратку. Нека почивају у миру и вечна им памјат. Свим осталима желим добро здравје, радости и среќе. Пензионерима желим лепе пензионерске године. Девојкама и момцима желим младост и што пред да основи своје породице и да се радују потомцима. Праунуцима среќно детинство, успех у школи и пуно љубави од својих најближњив. Ваша стрина, ујна, нана и бака Митка из Чачка. А сега предлагам една музичка номера да чуеме од Кратовските тамбураши. Volela sam oči zelene, volela sam oči neverne, volela ih puno volela, a sada sam bez njih ostala. Volela ih ludo volela, a sada sam bez njih ostala. Zelene oči mi
bile su moje te divne oči od sunca sjaj. I sama ne znam zašto ih volim, mojoj sreći došao je kraj. Ni sama ne znam zašto ih volim, do mojoj sreći došao je kraj. Ljubila sam oči zelene, ljubila sam oči neverne, ljubila ih ludo ljubila, a sada sam bez njih ostala. Ljubila ih ludo ljubila, a sada sam bez njih ostala. Zelene oči bile su moje, te divne oči ko sunca sjaj. I sama ne znam zašto ih volim, do mojoj sreći došao je kraj. I sama ne znam zašto ih volim, do mojoj sreći došao je kraj. Sad je mome srcu najteže, srce moje bez njih ne može. Srce voli oči zelene, iako su bile neverne. Srce voli oči zelene, iako su bile neverne. Zelene oči bile su moje, te divne oči ko sunca sjaj. I sama ne znam zašto ih volim, do mojoj sreći došao je kraj. I sama ne znam zašto ih volim, do mojoj sreći došao je kraj. Израснав во 3 куќи, во сите 3 јадев, пиев, спиев цел живот. Секоја куќа ја знаев како својот джеп. Во секоја од тие куќи можев да кажам каде и игла и конец може да се најдат, пишува понатаму Димитринка. А Кривопаланка има 11 мала и во книгата детално се опишани сите куќи во сите мала, онака како што ги запаметила Митка во своето детство и дополнети со новите потомци или новите дојденци, онака како што и ги раскажале незините стари и нови сограѓани. Но Димитринка во своето детство не само што израснала во 3 куќи, туку и живеела во 3 мали. И токму затоа ќе ве запознаеме со прекрасните луѓе кои живееа во овие мали, кога градот беше заедница, кога градот беше солидарност и кога градот беше една душа. Преку плоштадот и стара болница во Црквена мала, од првата куќа на Тодос и Ката Јанакиеви па нагоре живееа. Јанакиеви, Јаким и Џуна Џоневи, Попаритон и Јорданка Маршавелова, Поп Димитар и Марча Попстојчеви, Санде Мајор и Вера Бојанова, Стојан Бирник и Ротка Тодорови, Киро Филагјо и Вера Вантинини. Трајче Длабочички и Евга Баладжова, Сара Аджипопова и Страхил Кокороманов, Ѓорѓи Апостолов и Санда Игбалка,
Стојмен и Линка Србинчеви, Стојчо Думбаси, Бона Пешеви, Трајче Вла и Лиљана Маджарова, Мите Клисар и Ничка Пицански, Пане Тричко и Љуба Натева. Страше Чепиш и Верка Кратовци, Мите Беќаров и Марча Јакимова, Поп Кекева куќа, Коци и Звезда Глигорови, Пене Дејанов и Звезда Аджипопова, Игнат Манцо и Звезда Консулова, Нате Натев и Дешка Тамбуркова, Доне Маđов и Родна Кумановка. Во Мишолска мала од плоштадот па нагоре живееја Арсен Крчмар и Љуба Ефинимови, Ѓорѓи и Ленка Консулови, Мите Окша и Јана Длабочичка, Трајче Тамбурков и Каља Курназова, Томо и Марица Дудини, Наско Поштар и Ѓурѓа Апостолови, Трајче и Катарина Катинкини. Китан Крчмар и Љуба Тодорови, Трајче и Славјанка Цоневи, Аспарух Пурет Цонев, Владимир Поп Димитров и Филонка Чичева, Веселин и Елена Икономови, Венцо Додев и Анисија Тлминска, Димитра Кавакуќа, Младен и Васка Денкови, Владе Срчок и Љубица Аджиска, Перо Беќар и Руска. Кирил Јосифов и Надежда Владичка, куќа на браќата Арсови, Марика Мишулјанска и Вилхелм Алексич, Поп Димитар и Параскева Чаневи, Благој Мазало и Санда Илиеви, Поп Кирилова куќа, Ѓорѓи и Славка Јужарци, Колет Тишле и Родна Васеви, Христо Бабач и Невенка Кокороманова. Од Цигански дол или Мартинички дол па до Нимулија, десно и лево се протега Гранчарска мала, а таму седеа Кумашините Веко и Живка Миланови, Доче книжари Цвета Костови, Пенчо Бомбонџија и Живка Ѓоргиеви, Мани и Милица Граматикови, Ангел Лимар и Сара Рогови, Доче Тамбурков и Љубинка Ајдамакова, Стевко Јакимов и Иванка Апостолова, Аспарух Тамбурков, Васка Мазакова, Петре Гранчар и Борјанка Паргови. Ѓорѓи Самарџија и Олга Чоклеви, Боре Шеќерче и Родна Филонкина, Поцко Мокро и Нада Јовчева, Ѓорѓи Грнчар и Дафинка Тлминска, Донка Чибукова и Дане Мушон, Борис Грнчар и Стана Олимански, Мите Цајси и Мара Чибукова, Анчо Фурунџија и Риза Додеви, Веско Мрдне и Вена Јужарска, Фејми Шумар и Тетка Гана, кум Милан Белешков и кума Сова Тамбуркова. Господин Киро Учител и Мада Ајдамакови, Петруш Тасев и Рајна Срчокова, Ванчо Железар и Лида Коцева, Трајче Коруми, Милка Маđарева, Евгина Куќа, Максим Кафанџија и Стојна Попови, Борис Кондурџија и Ленка Гаеви, Мите Качамаклија и Славка Аличокова, Ѓошевска Ленка Бабица, Киро Путар и Ката Алтански. Во центарот на градот, каде Дурачка река се влива во Крива река, е средња мала, а таму седеа Иван и Евга Маđарови, Петруш Николиć и Лозена Домазецка, Ване Кафанџија и Кадивка Шијакови, Аралампи Бојаџиски и Ката Попценева, Димитар Димитров и Вера Учителка, Илија и Зага Крстановиć. Тодор и Мара Коцеви, Благој Шофер и Павлина Мушонци, Милан Опанчар и Стојна Ѓошеви, Спаско и Радка Милкови, Дипте и Јула Цекови, Стеван Маđов и Санда Максимова, Стојан Мезим и Богдана Петрашева. Благој Учител и Савета Богдановиć, Цеца Попценева и Арсен Јужар, Трајко Маршавелски и Ката Баба Марицина, Коце Кондурџија и Стојка Голубови, Благој Слаткар и Зора, Стојан Американац и Ленка Севтини. Илјадници имења и презимења на димоци, занаети и професии на нашите паланчани. И во останатите Чукарска мала, Варошка мала, Грнчарска мала, Дурачка мала, Шукарска мала, Спротивска мала и Осичка мала, испишани на повеќе од 100 страници во книгата Крива Паланка во моето детство. А за сето тоа, главниот виновник е нашата Димитринка Митка Анастасова Котуровиć, вредната, пргава и секогаш весела тетка Митка Аджика, која ги собра и сочува своите кривопаланечки сеќавања и преку записите во оваа книга ги пренесува на следните генерации. Ја имаме најголемата чест на сцената да ја поканиме токму незе, нашата вечерашна авторка, новиот кривопаланечки лауреат, кој се впишува во вечната историја на градот, оставајќи една вистинска, содржајна и трајна пишана вредност. Тетка Митка, повелете.
Драги мои сограѓани, почитувани роднини, пријатели и гости, од срце ви посакувам топло добре дојде на оваа за мене долго очекувана и сонувана вечер. Извините малку. Промоцијата на мојата книга Крива Паланка во моето детство. Ви благодарам што вечерва се тука. Ви благодарам што му дозволивте на еден сон, носен цели 15 години, конечно да стане животно дело. Да напишам книга за мојата Крива Паланка, за моите кривопаланчани, за она што го паметам, зашто греота е да знаеш нешто за своето минато, за своите луѓи и тоа да го не споделиш. Морам да ви кажам дека имаше илјадници непреспиени ноќи. Сонував среде ноќ за да запишам име, станував среде ноќ за да напишам име што ми дошло на сон. Секој моје доаѓање во Паланка беше мисија. Тропав на вратите на нашите семејства, ги слушав приказните на постарите. Знам дека бев љубопитна и можеби и малку напорна, но знаев дека ова дело на крајот сите ќе ве израдува. Тоа растеше со години, со многу разговори, со пожолтени фотографии чувани во фиоки, со стари писма, со раскажани спомени. Понекогаш една фотографија се бареше со месеци, а една приказна се составуваше од неколку различни сведоштва. Но токму во тоа беше и низината вредност, да се состави мозаикот на едно време, на еден град и на луѓето што му давале лик и достојанство. Сите спомени од моето детство се собрани во оваа книга. За секој од вас имам по некој збор, ве препознавам по суратот. Од кои сте породителите, соседите и малите во кои живеете. Во неа ќе прочитате за најпознатата бегалка, Митка Аџика, во моето семејство, но и за другите кривопаланачки семејства за интересните настани. Ке се подсетите и на некогашните летни вечери, кога тогашните паланачки момчиња ни правија чест со серенади Мирче Мазало, Борче Зизо, Страше Пинџор, Симо Евги. И на оние кои веќе не се меѓу нас, и Мимчо Бабач, Јоско Паперитон, Митко Сека, Јорданчо Ефеним, Грозданчо Катинка, Дане Мрдне, Звонко Шипто, Драги фудбалер, Слободан Тричко, Баге Чепиш, Натко Пнга, Миле Фигаро, Дене Будин и сите други кавалери. Вечна им памја и благодарност за незаборавните серенади и за прекрасните матинеја во нашиот партизан. Другото нема да ви го откривам. Ке ве оставам да си го прочитате во книгите. Драги мои паланчани, ова дело не е само моја заслуга. Со него беше цел тим кој со иста љубов како мене, со срце и душа, го создаваше овој вреден труд. Посебна и неизмерна благодарност му должам на директорот на Градскиот музеј, Драган Величковски, кој неуморно минуваше часови, денови и години покрај мене со иста љубов и верба заедно да го составиме ова сведоштво за нашиот град и нашите семејства. Да не беше тој, оваа книга немаше денес да ја држам во раце. Драганчо, ти благодарам што го оствари мојот сон. Голема благодарност и до Ѓорги Костовски. Ѓоко, куде си, бре? Кој сигурно ќе ме памети додека е жив. Нема сретнатно подосадна жена од мене, што постојано му носеше слики извадени од нафталин, за да ги зачуваме за нашите генерации. Им благодарам и на останатите вработени во Градскиот музеј,
кои секогаш топло ме пречекуваа и поддржуваа и кои ми стана вистински пријатели. Искрено благодарам и до сите паланчани кои ги отворија старите албуми, имаа трпение да одговарат на моите прашања, се радуваа и ме бодрија да ја објавам книгата. Мои паланчани, ова животно богатство, мое, но и ваше е, посветено на моите ќерки, Снежана и Драгана, кои вечерва се тука. На зетовите Драгослав и Горан и на моите внуци Александар, Давид, Урош и Иван од Канада и Србија. Оваа дело со истата љубов им припаѓа и на моите најблиски, мојот брат Ванче, Ване Аджија, мојата сестра Олгица, мојот заштитник, брадучетот Јоско Димчевски Папаретон, покоен. Братучедите учители, бате Митко и бате Мире Срчокови, најмалиот братовчет Драголјуб Драги Аджија, моите кумови овде Коце и Предак, Педо Велиновски со нивните семејства. Посебна благодарност и почит упатувам и до моите почесни гости и нивните семејства, Дада Борка Ристевска, бате Бранко Цветановски Петраш, мојата другарка и комшинска Славица Јакимовска, Славице, Иван Величковски со неговата прекрасна меморија, комшијата Александар Аце Јакимовски, бате Драган Стоименовски од Куманово, бате Милјан Джек, не знам дали е дојден, Јанакиевски, Мирослав Мирче Мазало, најдобрата другарка Снежана Тамбуркова од Америка и целата фамилија Тамбуркови, како и на мојот најдобар другар Стојо Милковски и неговата супруга Мирса. Сите овие големи придоноси во создањето на ова дело. Затоа, ова книга не е само моја, таа е и ваша. На секој што отвори стар албум, за да помогне на секој што сподели спомени, на секој што верува дека минатото треба да се зачува за идните наши генерации. Драги мои, вечерва со оваа книга во рацете, јас пред вас ја бранам мојата животна докторска дизертација на тема Крива Паланка во моето детство, осаветики вашите оценки за мојот труд во Градскиот музеј, а вашите професорски потписи нека ја оверат мојата животна дисертација. Ми навираат солзи радосници, додека ве гледам. Сите преполни со емоции и нема поголема гордост за мене. И благодарам на Господ што ми даде сила да јас овековечам нашата Паланка со благослов на Свети Димитрија и Свети Јоаким Осоговски. Големата задача е завршена. Читајте ги имињата во книгата. Присетувајте се и никогаш немојте да ги заборавите. Тоа се корените на нашето големо паланачко стебло за животот. На сите ви пожелам да се ми живи и здрави, ваша тетка Митка.
Ви благодариме и вам, тетка Митка, да ни бидете жива и здрава и уште многу години да не подсетувате со своите паланечки приказки. А вечерашнава промоција, да биде уште поблагородна, се погрижија Градскиот музеј Крива Паланка и Фондацијата Со срце за Крива Паланка, кои овој пат ја спроведуваат донаторската акција. Концертен клавир за нашиот град и сите средства од купувањето на книгата ќе бидат употребени за оваа возвишена цел. Затоа ве повикуваме, купете ја книгата и бидете дел од оваа заедничка благородна донаторска акција. Во името на организаторот на промоцијата, Градскиот музеј Крива Паланка, ви благодариме што бевте дел од оваа прекрасна вечер. Благодарности до Центарот за култура, Општина Крива Паланка и Фондација Со срце за Крива Паланка, кои помогнаа во организацијата на вечерашнава промоција. И на крајот од оваа наша прошетка по историјата на градот Крива Паланка, сите можевме да потврдиме дека Крива Паланка живее во повеќе земји и на неколку континенти. Старите паланчане ги има и во Бугарија, во Србија, во сите југословенски земји и западноевропски држави, Америка, Канада, Австралија. Сите нив и старите и новите паланчани, дамнешни и сегашни печалбари ни светот, ние ги носиме длабоко во нашите срца, а вечерва на сите нив од се срце им ја посветуваме елегичната печалбарска песна Облачеле бело, во изведба на прекрасните наши гостинки од село Еница, Општина Кнежа, Република Бугарија. Бидете живи и здрави и до нови средби. Ви благодарам. Ја кажи ми, облачеле бјало, оде идеш, де си ми летјало, не видја ли баштини ми двори и не чули мајка да говори. Не видја ли баштини ми двори и не чули мајка да говори. Што ли прави мојто чедо мило, чужди хора, чужди хляб делило. Ти кажи, облачеле бјало, че жив и здрав, тук си ме видјало. Ти кажи, облачеле бјало, че жив и здрав, тук си ме видјало. И носи мене много здраве, много мина, маничко остана, наближава село да се врна, мајка да прегрна. Наближава село да се врна, мајка да прегрна.